Pam pam pam. Lap lap lap. Машки стоп. Лап 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 лап. Лап 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 лап. Машки стоп. Андрейчо, искаш ли моята хайко песна Лап, 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 машки, стап? Много ме интересува дали я искаш. Го гледав в този интервю и що да ти кажем? Види, дечко, ние македонците да останевме во главите во времето на Тито, немаше со вас да се ебаваме последниве 8 години да преговараме за наш идентитет, да останевме со главите у времето на Тито. Тоа можеш да бидеш сигурен. И ако за нешто требаше да останеме во главите како во времето на Тито, токму беше тоа односот што го имавме кон вас. Што го сменивме на позитивно, ко се осамостои Македонија, затоа што вие тогаш очигледно сте ги криеле нозете известно време, поубава приказна ни продававте, дека сакате да бидете пријатели, се додека не видовте дека од нас бугари не бидува, па се повампиривте кога го добивте, кога го каптиравте, кога го индоктриниравте Заев у вашите редови. Тогаш фактички пак си ја покажавте вистинската фација и вистинските намери што ги имате кон Македонија и македонците. А ние очигледно сме сакале да се смениме и се сменивме на полоша. Оти со нашите предци кои што беа у времето на Тито некој нешто, со нив не можевте вака да зборувате. Не можевте ни да дојдете у нивна близина да зборувате вака. А не поуште да ни зборувате во собствениот дом како што зборувате со години изминативе. Па уште уцени, вето, мето, секое лето. Не можете така, со уцени ништо и со ултиматуми. Не можете ништо со шовинизам. Вие можете, ама ќе платите висока цена еден ден. Верувајте, ќе платите пак висока цена, како што плативте у Втора светска војна, пред да му седнете у скутот на Сталин. И доста бе со тој Тито, шо ви е бе Тито, уше ви е комплекс после 40 години, колку години од неговата смрт, 45? Уши имате комплекс од Тито? Па човекот одамна црвите го имаат изедено. Ама јас знам од каде ви е комплексот и зашто имате комплекс од него. Затоа што со него не можевте да се заебавате. Тој вашиот што бараше на два пати, еднаш од Хрушчов, еднаш од Брежнев, да станете 16-та република на Советскиот сојуз, не можеше со него да излезе на крај. И Тито имаше еднаков однос за секој тип национализам на тлото на Југославија, затоа што знаеше која е рак, најголемата рак рана. И не и беше суров кон пета колона, точно. Суров беше. Затоа што тоа пета колона, затоа што Југославија, да ве покажам сега малце историја да ви кажам, што вие ја фризирате, затоа што Југославија излезе разрушена од Втора светска војна. Заради цела фашистичка камарила што ја имаше нападнато и се обидуваше да ја растргне на чело со петата колона внатре. Знаете за овој, вие бевте дел од таа фашистичка камарила. И свесни сте дека влеговте да окупирате и бевте окупатори, како у Македонија, така и Јужна Србија. И таа млада држава која што излезе разрушена од Втората светска војна со преку 1.700.000 жртви, што ги даде, што ги положи на тој олтар за да се ослободи од фашизмот. Вие и тогаш преку информбирото, која пукна тиквата меѓу Сталин и Тито, се обидовте со да влезете од Бугарија со 8 дивизии
Шо очекувавте дека Тито тогаш ќе ланча петата колона, вклучувајќи и вашата што имавте овде? Дека нема да има прогони, нема да има исчезнување преку ноќ? Таа држава и тој Тито се обиде да ја заштити таа нова држава, како што секој државник и лидер би направил, кога има држава и кога сака да заштити. Затоа беше суров кон се што ја рушеше однатре. Вклучувајќи и пета колона и национализм, беше тука подеднаков. Остајте таа работа што сега 45 години плукате по Тито. Тој умрен одамна. Шо однесе Тито у гроб без разлика од ваши лидери предходни и овие сега да ги зееме? Што која идат у гроб оставаат на фамилии по милиони долари, возни паркови, вили, така идат сега у гроб. И овие и политичарите и куди све. Пошто ве слушам со години наназад, не само вас, бугари, ги слушам и разни тука у регионов од бившо Југословенски век. Тито. Шо кој курви направи Тито? Чак што више се обидувал од петни жили да зачува нешто дека една заедница дека не сватил дека после неговата смрт сватил 2 години пред неговата смрт, дека после неговата смрт за кратко време ќе биде растурена цела таа држава. Ko сватил тоа, знаел што ќе се случи, затоа и не назначил наследник на неговиот престол во наводници, така да кажеме, диктаторски, вие што сакате да кажете. Па со Тито бугари немаше заебанција. И не смееше никој на тлото на Југославија да се заебава со ничи идентитет или да покажува аспирации кон одреден народ што беше конститутивен дел од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, вклучувајќи го и македонскиот. Не смеевте да писнете овде. Знаевте што ве чека ако писнете, и ако ви тропнат на врато ние со кожните капути у 3 по полноќ. Вашата пета колона тука, како што јаде бурек сега, пошто никој не ја закача. Особено, како што беше пуштено од Ланет Заев и Тачевија компанија предавници што која беа на власт. Немаше заебанци со нашите предци, моите предци, кои што работеа у времето на Тито или биле на некои битни позиции. Немаше заебанци. И тогаш, во времето на Тито, тој Тито што ви е камче во чевелот 40 и кусур години откако умре, Македонија ги имаше сите атрибути на држава. Бугари, ти Андрејчо, бевме република, една од 6 кои што ја сочинуваа Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со своји институции, со школство, образовен систем на кој што децата учеа на македонски мајчин јазик. И најпоследните глупаци би биле, ние не се срамиме од нашата историја, особено не од нашиот дел од историјата кој што сме биле дел од таа Југословенска Федерација, пошто и сами знаете шо бевме за вас. Флорида, Швајцарија. Тоа бевме за вас. Да не ве потсеќам некои детаљи од тоа време. Која куќе немаше кај да ве укаса. Која живеевте затворени, изолирани. Овде кај нас ни доаѓаше светот. Го гледавме светот кога сакаме. Никој не ни правеше проблем да отидеме било каде. Имавме пасош со кој што ги поминувавме сите светски граници. Без проблем. Само ќе овиди вака југословенски пасош и само вака ќе ти направи. Влагај. Од тамо ви се комплексите. И од Втора светска војна што ги влечете. Која нашите предци ве бркаа до Деве Бајр до тамо, до границата. И ќе ве брка и понатак. Некој да не им кажал, дајте до тука да смириме работа, еве ги овие сега се со Сталин, сепак
Се сменивте преку ноќ. Вие сега ќе ни кажувате, не сте биле окупатори, ќе фризирате историја, па уште не терате ние да прифатиме вашето гледање на историјата. Милион пати за ова сум зборил. Гоце Делчев студирал у воена школа у Софија, бил бугарин. Па знаете вие дека Васил Лилјовски, нашиот прославен драматург, у првата представа 24-та бегалка ли како, мислам дека беше. Не ме држете за збор. Дека си има подпишано Василije Илич, затоа што у тоа време под српско се наоѓа Кумановско тој дел, нели од Македонија. Во рамките на таа, на кралството на кралството Југославија. Василije Илич е подпишан, сменето му е името. Против негова волја и презимето. Што треба сега Вучич да јавио тамо е видеа, бе, тој Васил Лилјовски, вашиот драматичар, драматург, не е македонец, србин бил, пошто 20 и која година тамо Василije Илич се подпишал на плакатот за премиерата. Тоа е логиката. Зашто тогаш, ако толку беше ваш, не се боревте со отпетни жили тогаш, кога коските на Гоце Делчев беа пренесувани од кај вас во Скопје, во Свети Спас? Зашто никој тогаш не се побуни? Да кажевте, бе, не бе, како бе, кој бе, Тито, кај го зимате бе вие? Гоце Делчев од кај нас коски бе, тој е бугар. Зашто дозволивте тогаш? Ако толку многу ви значеше? Пишал некој писма, што ќе кажат вашите пропагандисти. Напишал, оти сме българи во некој писма таму. Напишал, да не кажам шо. Напишал. Григор Прличев треба да е грк, затоа што сердарот на надпреварот за поезија во Атина Кајбил го напишал на грчки, која конкурирал Оар Матолос. Треба сега грците да кажат, Григор Прличев е грк, или вие си цепате уште дека е бугар. Пошто не знам што тамо пишал некоја според вас на бугарски јазик песни или не знам што тамо. Скарани сте и со логика, и со историја, и со све. И немојте да мислите дека секој што е нормален овде, што добро што се знае кој и шо е, дека било кога ќе преќути на вашите шовинистички изјави, напади, аспирации кон овој народ и ова Македонија. Ние сме антифашистички народ. Ние секојаш сме биле на страната на послабиот. Секојаш сме имале, може тоа ни било проклетство, некоја потреба да тераме криви дрини, да исправаме криви дрини, да тераме правда, да бидеме на страната на почистиот, на праведниот. Може као библиски народ сме се држале подсвесно до некои овакви кажи ги митови, правила, заповеди библиски. Може би подсвесно тоа ни останало у глава. Македонија 41 не формираше квислиншка влада, како што беа формирани во тогашните други делови од тоа кралството Југославија, како што беше Хрватска, Босна, Црна Гора, Србија, Словенија имаше квислиншка влада. Македонија немаше квислиншка влада.
единствена република од сите тие кои што подоцна составија Југославија, кои што кога беа окупирани од Хитлер, немаше такви кои што формираа квислиншка власт. Вие са нас ке ни кажете кој сме и што сме, што дремевте у скутот на Хитлер 4 години, што организиравте транспорт на евреи во Треблинка, од Битол и во Скопје, што тие треба на тие факти да ќутиме, да мижиме, за вие да се осеќате фино и за да зборите фино за нас и за не да дадете вето. Нече мочи ове ночи. И да ви кажам, ако не знаете, ако мислите дека тој Тито е србин, па пошто вие имате исто патолошка омраза кон србите, да ви кажам, не е србин, Хрват е. Па така да ако премногу плюкате по него, може да се замирите на Хрвативе, пошто он е нивни хрватски син, така да кажам. Мада и они тамо не поминуе многу да него да не го рчнат, нели, 45 години по неговата смрт за србиве да не прамуват. Но некои кои што сакаат да бидат разумни, нормални, логични, што знаат како било и зошто некои работи биле така, што читале, следеле, прателе. Знае дека одредено време раѓа одредени околности и во тие околности раѓа одредени луѓе кои што се фаќаат во костец, да се изразам соцреалистички, да водат држава и да се обидуваат да водат најдобро што можат за добросостојба на сите во такви турбулентни околности во кои што се раѓала таа Југославија социјалистичка федеративна, во кои што се родила и во кои што постоела, не знам тамо колку, 45 години. Со таа ваша реторика и тој ваш наратив нема никогаш да ги добиете македонците како пријатели. И фала ви од срце што пак си ги покажавте нозете, вистинското лице и намерите откако дојде оној пазарџијана од Горњи Милановац на власт во СДС и кога ја земаа власта. Фала ви што пак си го покажавте собственото вистинско лице и намерите кон Македонија и македонците. Оти тоа на некој начин пак им ги отвори очите на македонците да знаат со кого си имаат работа. И затоа, сега баш гледав и тоа интервјуто Андреј што ти го гледав и гледав овој Бетмен Богдан Илиевски, где ме као негов пост читав, те побарал да му гостуеш у емисија, па дали ќе му гостуеш Богдан, Бетмен. Абе, шо ги е баате, бе? Зашо имате потреба да се докажуете, да го викаш у емисија, со него да се докажуваш? Кој е, шо е, зашо зборива? Тој затоа постои. Тој не би постоел за да, ако не збори против Македонија, ако не шири вакви, ако не шири шовинистички, овие непринципиелни барања. Да сме се тргнале од главите времето на Тито. Кој најде да збори за диктатори, за Тито зова? И пак ќе кажам, го имавте оној Тодорче, што двајца председатели на суперсила на СССР ги молеше да стане Бугарија 16-та република. Па овие после своји, која у свое времено, која барал и одиниот и од другиот, у своји интимни кругови се заебавале со него. Демеке оној ми побара да биде наша 16-та република, а веќе им седевте у скутот, пошто бевте дел од источниот блок. И вие нас ке ни зборите за диктатори, за комунистичка, за оставштина, за не знам шо, за... Ние не сме барале од никого да бидеме негов приврзок. Освен што нашите политичари, што не се вреќа со главите у времето на Тито, 35 години чекаа да влеземе, да седнеме у скутот на оваа вашава унија,
што не личи на ништо, личи на трло без кучиња. И кај да ќе се распадне. И стварно ќе се распадне. Пошто е неоддржлива. Губитник е. Во сите можни сфери зависи од американците. А Трамп туку што им покажа каков однос ќе има кон Европската Унија. Ако нешто он углава, него натераат и околу него да смени, пошто многу радикално почна. Па може некој ќе му рече намали доживее да не те задеси судбината на Кенеди. Така да, можете Андрејчо да лапрдате колку сакате. И уште да напал до нашата власт, до нашите безбедносни структури, да расчистат со петата колона, со платениците бугарски кај нас кои што роварат од внатре. Кои што веќе, што викаат србите, увелико се инфилтрирани у сите институции, партии, политички и така натаму. Спијачи се. Ја лично некој од нив ги знам и по имења и презимења. И кај завршиле факултети. Тоа се нивни луѓе. И тие ќе ви роварат од внатре. Тоа е целта, да се инфилтрираат сега. Сега. Тоа има агендата. И затоа отварајте 16 очи. И држете се до македонските интереси, националните црвени линии. Држете се. Оти ако ги преминете, лично јас или било кој друг, нема повеќе да има основа да ве брани, да ве поддржува. Не можам едноставно, тоа е против мене. Како што направи овие предавници во ДСДС. У сопствената држава да не се осеќаш убаво. Е тоа го направија тие. Вие, како нова власт, направите у сопствената држава да се чувствуваме достоинствено и недопирливо. И секој што ќе се обиде да ја навреди, да ја понижи, нејзините символи, прерогативи, не знам што вамо тамо, народот веднаш да биде санкциониран. Амбасадор, странски дипломат се обидели да ја навреди, да ја понижи однатре, веднаш да му биде покажана вратата. Ама бил не знам кој тамо од Бугарија, од негде, некој си представник, европарламентарец, амбасадор, премиер. Не бе, дечко, ние договоривме посета, ти изеде шо изеде пред камери, како што ни се случи со тој Петков, кога ни кажа усред Скопје, онамо пред влада, кога кажа нема таково малцинство во Българија. Кога го праша има ли македонци во Бугарија, во сред Скопје ни кажа. И после тоа овие се гушкаат СДС, овие предавници со него и го примаат на состанок. Знаете, у таков случај што требаше, тогаш не знам кој беше премиер, Заев мислам беше. После таква изјава, беше, дечко, фала ти многу, влагај кола, искачи навтре, од држава. Така се прави. Ама радикално, ама шо ке кажа, така се прави, така ќе те цени секој од страна кој ќе види. 5 пати ќе размисли утре кого ќе пушти кај тебе и како ќе те убедува за некој работи. Дали воопшто ќе се дрзне да те убедува, затоа што ќе ги знае твоите црвени линии. Можеме да правиме муабет за реформи у судство, можеме да правиме за реформи у ова, можеме да правиме за реформи у политички систем, у изборни систем, у овона. Али не можеме да чепкаме прашања поврзани со идентитетот. Затоа што идентитетот, тоа си ти, идентитетот, тоа е тој народ. Идентитетот го дефинира тој народ на мапата на народите. Каков компромис, каков договор, како црни исторически комисии. Милион пати јам кажано, распуштете тоа, бе, шо глумите лудило, шо глумите лицемерие, пределдеме кеве, постои комисијата, преговараме. За шо кој мој преговараат? Сигурно не преговараат за отстапки Бугарија што треба да ги направи.
у однос на нивни историски личности и настани. Не бе! Целиот договор е да се фризираат, да се изместат од центар, да се лажираат нашите историски факти. За она кои сме, што сме, зошто сме, каде сме, кај сме биле, каде одиме. Тоа не е никаква комисија за некој договор за соработка, зајсеја некои факти да ги исправиме, ако нешто биле малце Не бе, идејата е ние да се избришеме себе со гумичка, нашата собствена историја. У која што пак ја кажам, сме биле на страната на антифашизмот 41 за разлика од Бугарија и цар Борис. Ние сме знаеле на чија страна сме, на страната на оние кои што беа победници, кои што го победија тоа најголемо зло на 20 век, нацизмот. И се они нас ки ни кажуваат кои сме и шо сме. Ние треба да заборавиме кој бил, ја треба да заборавам кои биле моите дедовци. Шо војувале и против швабите, и против италијаните, и против балистите, и против бугарите. Двајцата мои дедовци. Со сите се тепале. Дури едниот Сремски фронт горе се тепаше, кога тргна со Црвена армија на Берлин, па тамо беше ранет од Гелер, од граната. Некаде у Војводина. Ја треба со таков мој бекграунд да прифатам дека вие не сте биле окупатори овде, дека со арма сте дошле, дека сте не понудиле со локум кога сте дошле. Не можете историските факти да ги избришете. Сите имаме таа ваша снимка од вашиот парламент и тој како ви се викаше премиерот 41 кога го воспевате Хитлер у парламент со акламација вака. И како сте го окупирале, Охрид сте стигнале до овакво. Сите имаме таа снимка. Што треба да ја заборавиме, да избришеме? Не бе. Така да апел до нашите власти да се справат со сите петоколонашки наративи во Македонија без разлика од која провиненција се, што побрзо, да знаат дека не смеа да писнат во мојот дом овде против Македонија и македонците. Апел до оние кои што имаат своји емисии, имаат свој простор по медиуми, го спомнав Бетмен, значи знае дека ова мој став, тоа не е никаква критика. Нема зашто бе Бетмен или било кој друг, некој од вие што имате емисии да викате вакви сподоби да ви бидат гости. Затоа што за шо ќе се докажувате со нив? Абе, пушти од не сме да го гледа него македонска јавност. И тој не знам на интервјуа кај што беше у таа како се вика телевизијата 24 како се вика. Зашто го викате бе? Зашто го интервјуирате? Да труе луѓе. Не ги викајте. Не постојат наставно. Ко времето на Тито, помножете ги со нула, ги нема. Уште ќе ги прашувам, за да ме навредуе, да ми каже како треба да се понашам и дали уште сум заглавен у времето на Тито или не сум. Ако мислите, бугари, дека ние ќе се засрамиме од нашата историја и она што сме биле, многу се лажете. Ама многу. И може лошо да ви се одрази тоа. Може многу лошо да ви се одрази. А секако ќе платите цена многу брзо во еднината за овој ваш повампирен шовинизам што го промовирате последниве 7-8 години кон Македонија и македонскиот народ. Ќе платите висока цена. И после ќе бидете, после тоа ќе рикате кон магариња и ќе барате нов сојузник.
Јеби. У ДНК изгледа ви е тоа. Да плукнете, да поседете и после да излижете тамо кај што сте посерали. Карма, судбина, не знам што да кажам.